ВМРО ДПМН ке предводи победничка коалиција на прогресивни партии, која ќе го промени ова политичко мучуриште, изјави првиот човек на најголемата опозицијска партија Мицкоски, по средбата со Шабан Салију од Демократски сили на ромите. Денеска лидерите на двете партии одлучија да си ги сплотат силите и на локалните избори да коалицираат. Се радувам што одлуката е таква да партијата на господинот Шабан Салију биде дел од коалицијата која што ќе предводи ВМРО ДПМН, дел од победничката коалиција, затоа што денеска е важно да сите оние прогресивни политички сили кои што се дел од македонската политичка сцена, без разлика дали се тоа од македонскиот блок политички партии, албанскиот блок политички партии, партиите на ромите, турците, власите, бошњаците, србите, египтјаните и останатите, се приклучат на овој опозицијски победнички блок, бидејќи само така можеме да го промениме ова политичко мучуриште кое што 4 години практично ја репресира и ја уназадува нашата Македонија. Додека партиите се здружуваат пред избори во трка по гласови. Токму принципот и законските одредби за собирање на потписи за кандидатури на предстојните избори се во фокусот на вниманието. Измените на изборниот законник, кој влегува во собрание на само 3 месеци пред одржување на изборите, направија хаос на политичката сцена. Со предлог законот се зголемува бројот на потписи потребни за независни листи на кандидати за советници и градоначалници на 2%, што предизвика револта и помалите политички играчи. Мицковски вели дека според него и партијата на чие чело е токму тој, прифаќа прагот за независни листи да биде 1 од 100 или воопшто да го нема. Помалите партии бара отворени листи, ВМРО ДПМН се сложи. На тоа потоа пак гледаме се предомисли, рекоа не сакаме отворени листи. Повторно ВМРО ДПМН се сложи. Страна на власта исто така се побара да се зголеми прагот на оние листи кои што им се потребни потписи за да ја истакнат својата кандидатура. ВМРО ДПМН, бидејќи тоа беше барање од власта само за да има фери демократски избори, рече и на тие преговори, како вие мислите само да бидат изборите фери демократски, така ќе прифатиме. Потоа гледаме дека помалите коалициони партнери ретерираа од тој став. ВМРО ДПМН изрази разбирање за ставот на помалите политички партии, го поддржа тоа и ставот на ВМРО ДПМН беше нека се договорат во владината коалиција, се што тие ќе се договорат, ние ќе прифатиме. По бурните реакции на експертите, но и на помалите партии, вчера Заев се огласи околу изборниот законник. Рече дека измените во изборниот законник, кои предвидуваат дека независните листи мора да соберат потписи од 2% од избирачите во една општина за да се кандидираат на локалните избори, ќе бидат тргнати од предложениот закон. Претходно, по ова прашање се изјасни и председателот Пендаровски, кој кажа дека нема да го потпише законот доколку прагот од 2% не биде променет.